Она што денеска тетовчани му го приредија на председателот Тито, не може да се опише со зборови. Гледката беше величенствена. Ова, председателот Тито и неговата сопруга Јованка, ги натера да станат и стоејки да отпоздравуваат. Најбројни, највесели и најљубопитни беа најмладите граѓани на Тетово и околните села, кои со знаменца врака го поздравуваат драгиот гостин. Председателот Тито потоа пристигна во меморијалниот музеј, каде што во 1943 година е формирана Комунистичката партија на Македонија и каде што истовремено се одржа првата седница на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија. По краткото задржување во музеот, југословенскиот председател со сопругата Јованка и останатите личности што го придружуваат, заедно со домаќините, представници на собранието и на општествено-политичките организации од градот, се упати кон волнарскиот комбинат Тодор Циповски Мерџан. Движејќи се по улиците на пат кон комбинатот, колоната автомобили со високите гости беше одново срдечно поздравувана од илјадниците граѓани на Тетово и околните места. Тој најпрвен го посети новиот погон за премотување и пакување на предено, што беше предаден во употреба во чест на неговиот 80-ти роден ден, потоа чешларницата, погоните за предпредење и за финализација на предено и конци, кои се наполно автоматизирани, како и погонот за штрајган, ткаешницата и погонот за трикотажа. Председателот Тито често се интересираше за работата на одделни погони и машини, застануваше пред некои од нив и се интересираше како тие работат и што се произведува со нив. Представниците на фабриката му даваа исцрпни информации на југословенскиот председател за сето она за што тој им пројави интерес. Бурни извици и ракоплескања од работниците пак го пречекаа другарот Тито кога се упати кон салата на работничкиот совет, каде што водеше разговор. За време на разговорот, председателот на Општинското собрание Кочо Тулевски, генералниот директор на Тетекс Стојан Ѓорчевски, председателот на Општинската конференција на Сојузот на комунистите на Тетово Месут Сулејмани и други раководители на општината го информираа председателот Тито за општествено-економската положба на општината. Председателот Тито се интересираше колкав е бруто продуктот на општината, какви се личните доходи на вработените, каква е положбата на индустријата и земјоделството и за редица други прашања. При тоа беше информиран дека за 10 месеци од годинава бруто продуктот на општината изнесува милијарда динари, дека просекот на личните доходи е 1210 динари и оти за последната година и пол тие се зголемени за 550 динари, дека индустријата е млада, но работи без загуби и оти нема непокриени инвестиции, дека во општествениот сектор се запослени 13.000 лица и друго. По посетата на фабриката Тетекс, председателот на Републиката Јосип Броз Тито со сопругата Јованка се упатија кон Арабат Баба Тече, позната тетовска историска знаменитост. Кај Арабат Баба Тече, председателот на Општинското собрание на Тетово Кочо Тулевски ги прошета гостите низ објектот, објаснувајќи им ги основните податоци за градбата и архитектурата на овој познат историски споменик. По пријатната прошетка, овде, председателот на Општинското собрание Кочо Тулевски на председателот на Републиката Тито му приреди ручек. Наздравувајќи му на високиот гостин, Кочо Тулевски истакна дека комунистите и работните луѓе од Тетовска комуна ќе се борат за доследно реализирање на задачите и ставовите од писмото. Одговарајќи на здравицата, председателот Тито рече: To što sam čuo od vaših izveštaja, od vas druže i od drugova koji su mi ovdje kazali, vidim da ste vi to zaista postigli ogromno od onog momenta. Je li to bilo 57. 7. da. Kad sam ja bio ovdje. Ipak je to kratki rok. To je 57. to je 15 godina. Šta me najviše impresioniralo su me ljudi. Narod na ulici, srdačan doček, srdačan prijem na koga smo naišli, razsmijana lica. Jednom rečju, i stari i mladi, nisam vidio razlike u njihovom raspoloženju prema nama. A to znači da je naš socijalistički društveni poredak duboko proniknuo i u sam narod.
bez obzira na naše teškoće, devijacije, razne stvari koje mi imamo dužno da sada likvidiramo koliko je to najviše moguće, a mi ćemo to uspjeti. Ako budemo imali čvrsti savez komunista, ako ćemo imati mi jedinstvo naroda, a ovdje, baš na ovom mjestu, ovom terenu, gdje postoje nekoliko nacionalnosti, 3 nacionalnosti uglavnom, da ovdje je veoma važno da vi sačuvate to bratstvo i jedinstvo. I ovdje, ako igdje, ovdje se pokazuje da bratstvo i jedinstvo se kuje i u procesu podizanja svoga životnog standarda. Da je radnička klasa i ovdje taj osnovni faktor. Razumije se, osnovni faktor jeste i podizanje životnog standarda. To mogu samo radnici u fabrikama najviše da tu prinosi. I ove 2-3 fabrike što ovdje vi imate su izvršile ogroman napredak u pravcu emancipacije vaših ljudi sa sela. Ja sam danas, kad smo prolazili, nisam vidio velike razlike između ono što sam vidio u Makedoniji na ulicama i ovdje. Fabrike vrše ogroman utjecaj na emancipaciju, na drukčije shvatanje života, a u socijalizmu baš to treba. Da socijalistički čovjek zna kojim pravcem idemo, šta mi hoćemo, kakva će biti budućnost. Iz ovoga što mi danas već imamo, već mogu nazvati i najzaostalija sela koje danas ili bilo da rade vani pa dođe kući tu, ili uglavnom da rade tu, a sve manje će biti oni koji će ići van, jer im će biti ovdje mjesto da rade, da proizvode, da podižu svoj životni standard. Nama je, na nama, rukovodiocima Jugoslavije, je najveći zadatak da stvorimo čim prije uslove, da idemo u tom pravcu, da stvorimo uslove da naši radni ljudi ne moraju ići u inostranstvo, da bi morali sebi sagraditi onda bolju kućicu ili da podižu svoj standard života. To moramo mi na našoj teritoriji, naša zemlja je bogata, potencijalno bogata, ali ipak kratak je rok da bi mogli bi do sada učiniti sve što bi trebalo da učinimo. Glavno je da naši ljudi koji idu van shvate svu ozbiljnost potrebe jedinstva naše zemlje, naših naroda. Da shvate da ovdje u Jugoslaviji može isto tako da čovjek nađe sebi i mjesto rada i da si poboljša svoj život. Do sada nije moguće bilo. Dobro, idu kod nas van i seljaci naši. Ja to ništa ne kritikujem. Neka ide, jer on još nema mogućnosti da se zaposli u fabrika. Nemamo dosta fabrika. I on svejedno se vraća kao rodoljub, socijalistički rodoljub u svojoj zemlji. On je osjetio u inostranstvu, ja znam to vrlo dobro. Mnogi se vraćaju. Mnogo je teže raditi u inostranstvu jer ga tamo zapregne tako da mu curi znoj i da živi mnogo oskudnije nego što živi naš radnik ovdje. On tamo samo štedi i živi vrlo mizerno. I on to dobiva vani dobiva iskustvo šta znači za njega zemlja, jer uopće je drugčije može da živi, ljepše može da živi, među ostalim i on je na svome ovdje. Ja bih želio da ovaj kraj, koji je već postigao tako mnogo, još brže iže naprijed, još brže da se razvija. Imate mnogo mogućnosti, ima mnogo još stvari koje bi mogli da pružimo našemu društvu, a to je da se sva ta bogatstva koje stoje i u zemlji našoj i na zemlji, da ih koristimo, da ih prerađujemo, da koristimo za dobro našega čovjeka. Ovaj kraj je zaista postigao ogromne rezultate i ja sam veoma zadovoljan, drugarice i drugovi, što sam danas došao ovdje sa drugaricom i sa drugovima. I to što smo vidjeli nas je duboko impresioniralo. Našto nas je impresionirala vaša velika fabrika. Ja nisam znao da imate tako veliku fabriku.
I to nije samo jedna, nego ima i druge fabrike koje također imaju visoku akumulaciju. Fabrike će vama omogućiti, radni ljudi će tu proizvoditi, da će ovaj kraj zbilja moći jednog dana da bude potpuno u nivoju jugoslavenskih industrijskih centara. Jedan mali centar industrijski, ali vredan centar, vrednih ljudi, sposobnih ljudi i gdje se kuje bratstvo i jedinstvo na ovom centru. Između Makedonaca, Albanaca, Turaka, onda ima i tu i Došljaka, raznih drugi, ali to bi želio da oni budu ne samo da se razlikuju, nego da bude i ciment u tom u jedinstvu naroda ovoga kraja. Mi komunisti u čitavoj Jugoslaviji danas preispitujemo svoje redove. Gledamo šta smo propustili u prošlosti, šta treba da učinimo da ne bi više bilo takvih promašaja, takve devijacije kao što je bilo. Nije lako, znate, ljudi su ipak ponekad, baš zbog toga što nismo mi bili dovoljno budni, su se zaboravili pa su pravili razne stvari koje nisu u skladu sa moralom komunista, Saveza komunista. Mi sada idemo zatim da najprije Savez komunista učvrstimo, da bude jedinstven, ne samo da bude jedinstven, nego da bude svaki komunista svjestan da je on vojnik revolucije. Da on mora koje čega se odreći ponekada. Da još uvijek je on taj u koga gleda narod. Поручекот, што му беше приреден на председателот на Републиката Тито и гостите на неговата придружба, колоната автомобили со високите гости се упати кон Скопје. Глетката од утринава се повтори и овој пат. Високите гости беа срдечно и топло поздравувани. На молба на редакцијата на Нова Македонија, председателот на Републиката Јосип Броз Тито вечерва ги прими директорот на оваа новинарска куќа Анте Поповски и уредниците Илија Зафировски, Душко Малевски и Радослав Огњановски и со нив се задржа во подолг разговор. Во разговорот стана збор за актуелните прашања од нашата внатрешна и надворешна политика, а председателот Тито беше запознат и со работата на оваа новинарска куќа. На разговорот присуствуваше и председателот на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија Ангел Чемерски. Председателот Тито со сопругата Јованка вечерва во хотелот